И осам на тоа утро, најрадосното утро во историјата на човештвото. Тоа утро Марија од Магдала дотрча до гробот на Исус, но виде како каменот кој што беше поставен пред гробот беше оттргнат. Влезе во гробницата, но таму не беше Исус. Потоа виде два ангели како седат, едниот кај главата, а другиот кај нозете, каде што беше положено телото на Исус. Тие ја прашаа: "Жено, зошто плачеш?" Марија им одговори: "Го земале телото на мојот Господ и не знам каде го однеле." Потоа го виде Исус како стои, но не го позна дека е тој. Исус ја праша: "Жено, зошто плачеш?" Таа, мислејќи дека е градинарот, му одговори: "Ако си го земал ти, кажи каде го однесе телото, јас ќе го земам." Потоа Исус и вели: "Марија." Таа радосно извикува: "Учителу!" Потоа Исус и дава насока да оди и да им каже на неговите ученици што виде. Од ова случување повторно ја гледаме Божјата неописливо голема љубов кон човештвото. Тој решил највозвишената вистина, вистината за собственото воскресение, да ја довери на очите на оваа жена, Марија од Магдала, која што пак од денот на нејзиното ослободување и спасение постојано го следела Исус за време на неговата служба на земјата, се до неговото распнување на крстот, па погребение. Господ гледа што имаме во срцата. Тој е премудар управител со нештата и тој совршено знае кому што може да довери. Можеби, гледано низ човечки принципи, Марија не била квалификувана да наследи нешто кое што е вредно и свето, но Господ не гледа како што гледа човекот. Тој сака ние да му веруваме и да му бидеме верни, а од овој случај гледаме како тој тоа го истакнува и го наградува, затоа што за нејзината вера и верност се коментира повеќе од 2000 години. Ова исто значи дека таа немала да го види тоа славно воскресение, ако нејзината вера била во нешто друго, или ако се надевала на некој друг. Затоа е потребно многу повеќе да се зборува за воскресението, да не остане никој во тагата кога ќе настапи смртта, туку како вистински христијани трпеливо со надеж во Христос да го дочекаме воскресението кое што Господ го вети кога рече: "Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. И секој што живее и верува во мене, нема да умре довека." Верувате ли во ова? Јас верувам во се што е пишано во Библијата. А секој еден кој го гледа ова и на кого што Бог ви говори во срцето, бидете благословени со дар на вера и со спасение. Ве поттикнувам да почнете да инвестирате во духовното, кое што е нераспадливо и вечно. И нека ви се изнагледаат очите
на чуда Божји во име на Исус. Христос воскресна. Честит Велик